Почитувани представници на медиумите, благодарам што дојдовте и изразивте интерес за оваа изјава. Изминува речиси цела недела откако се актуализира еколошкото злодело што се одвива тука, а надлежните институции се однесуваат како да не постојат. Тука сме на лице место и како што гледате, нема табла, ниту кој е инвеститор, ниту кој е изведувач, ниту број на проект, ниту број на договор, ниту било каква друга информација што е пропишена согласно законските норми и прописи. Да Шилегов и Богоев, граѓаните и надлежните институции да ја сватат сериозноста на ситуацијата и за да се добие јасна слика што се случува тука, дали криминал од една страна и истовремено злосторство врз животната средина од друга страна, потребно е да се одговори на серија на прашања. За почеток, денес ќе поставиме неколку до Шилегов и едно до Стефан Богоев. Прво, бидејќи е недвосмислено јасно од снимките, се гледа дека багерите вршат ископ на природен материјал, песок и чакал, и истиот го товарат во камиони кои полни го напуштаат местово. Прашуваме, дали има издадено лиценца за ископ на било која фирма на оваа локација и каде и за која намена истиот се складира. Второ, колкава количина на природен материјал, песок и чакал е досега ископана и одвезена и каков вид и количина на отпад е депонирана во дупките од кои се вршеше ископот. Трето, дали Шилегов по целосна одговорност ќе потврди дека изминативе неколку месеци тука не е депониран радиоактивен или канцероген отпад, како на пример стари громобрани, азбестни цевки и кровови. Следниот прес ќе го држиме пред општина Карпош, а до тогаш очекуваме одговор дали господин Богоев стои на ставот дека оваа локација не е заштитна зона на бунарското подрачје Нерез и Лепенес и дали се уште смета дека ова што се случува тука не представува опасност по здравието на скопјани и безбедноста и квалитетот на водата од бунарите. Благодарам.